Ник Рајнер ќе биде обвинет за двојно убиство од прв степен на неговите родители, холивудскиот режисер Роб и фотографката Мишел, изјави окружниот обвинител на округот Лос Анџелес Натан Хочман. Роб и Мишел Рајнер беа пронајдени мртви со очигледни убодни рани во неделата во нивниот дом во Брентвуд, Лос Анџелес. Денес сум тука да објавам дека нашата канцеларија ќе поднесе обвинение против Ник Рајнер, осумничениот за убиствата на неговите родители, актерот и режисер Роб Рајнер и фотографката и продуцентка Мишел Сингер Рајнер, рече Хочман на пресконференција во вторник. Тој ќе биде обвинет за 2 убиства од прв степен со посебна околност за повеќекратно убиство, рече окружниот обвинител, додавајќи дека Ник Рајнер се соочува и со специјално обвинение за лична употреба на опасно и смртоносно оружје нож. Хочман рече дека Ник Рајнер се соочува со максимална казна до животен затвор без можност за условна слобода или смртна казна и во моментов е во притвор без кауција. Австрискиот ОРФ, организаторот на следниот евровизијски натпревар, изјави дека нема да го забрани палестинското знаме во публиката, ниту да ги прикрие навивањата за време на настапот на Израел, како што се случи на претходните натпревари. 70-тиот натпревар што ќе се одржи во мај ќе има само 35 учесници, најмал број од 2003 година, откако 5 национални радиодифузери, вклучувајќи ги и оние од Шпанија, Ирска и Холандија, објавија дека ќе го бойкотираат шоуто во знак на протест против учеството на Израел, објави Reuters. Ќе дозволиме сите официјални знамења што постојат во светот, се додека се во согласно со законот и форматот, големина, безбедносни ризици и така натаму, изјави извршниот продуцент Майкл Крон на пресконференција организирана од нив. Тој нагласи дека нема да разубавуваат ништо, ниту да избегнуваат да ја презентираат вистинската ситуација, бидејќи нивната работа е да ги прикажат работите какви што се. Македонскиот комичар Влад Илич ја доби наградата за најдобар стендап комичар во Велика Британија за 2025. Наградата се додели во клубот Комеди Стоп во Лондон, а Илич победи во конкуренција на 700 комичари од Велика Британија. Многу сум среќен што сите овие години активно занимавање со стендап се крунисани со ваква награда. Таа е признание, но и потврда за влогот, енергијата, а најмногу за хуморот што го изведувам, кој е особен и веќе препознат. Она што ме издвојува од другите комичари е токму нашата култура, нашиот менталитет. Имаме некој уникатен начин на изразување, дали е тоа фонетиката, изразите кои ги користиме секојдневно, што ни овозможува да го погледнеме животот малку по-несериозно, малку по-објективно од другите култури. Можеби секогаш ќе губиме од Англија во фудбал, ама за хумор не бива, рече Влад Илич по добивањето на наградата. Тој 10 години се занимава со стендап и своите настапи ги изведува на англиски, македонски, италијански и српски јазик. Американската академија за подвижни слики, уметност и наука денеска ја објави листата на филмови кои влегува во потесниот избор и ја продолжуваат трката до финалните номинации за Оскар кои ќе бидат соопштени на 22 јануари 2026 година. Македонскиот филм Приказната за Силјан на режисерката Тамара Котевска не се најде меѓу 15 документарни филмови во потесниот избор, иако според бројни предикции важеше за сериозен кандидат за Оскар. Среќна сум поради тоа што една македонска приказна одекна во светот и поради поддршката што ја добиваме јас и филмот од целата нација.
силен станува значаен и гласен, а тоа е најдлабоката поента на едно филмско дело, изјави Котевска. Годинава конкуренцијата во категоријата документарен филм беше исклучително силна, со вкупно 201 пријавен филм, што ја прави една од најплодните години за овој жанр, веднаш по пандемиската година кога имаше 238 наслови. Истовремено, Академијата ги објави и потесните листи за најдобар странски филм, каде што се квалификуваа 86 филмови, како и за најдобар анимиран филм со 35 наслови во конкуренција.